Секако дека не сум задоволен од одговорот, затоа што ако некој инсинуира дека и лажно обвинува, тоа е министерот. Како може да обвините дека ние работиме против Министерството за внатрешни? Прашуваме прашања кои што се од интерес на народот, прашања кои што, значи, народот ја плаќа оваа полиција и народот треба да знае како се крадат парите. Како може да кажувате економска анализа сте имале, а сте предвиделе договор поголем за 1/3 од минатата година, значи, да се трошат парите. Понатаму кажувате дека сте ги реновирале објектите. Јас го кажав тоа дека ги реновиравте објектите. Значи свесно ги направивте кујните и сега свесно ги уништувате тие капацитети. Тоа се капацитети на Министерството за внатрешни работи кои што свесно се уништуваат за да може да влезе фирма на која што вие сте и биле лично на поставувањето на камен темелникот. Многу е јасна работата. Оставате отворена дилема. Тука ја споменавте. Што ќе се случи со тој кадар на Министерството за внатрешни работи што подготвува храна? Новата фирма треба да ги замени, така. Што ќе се случи со тие луѓе? Во период кога се кратат дневници и прекувремени часови на на припадниците на Министерството за внатрешни работи, вас ви интересира само провизија и тендери, ништо повеќе. МВР под ваше раководство е пример за корумпираност и пример зошто граѓаните немаат доверба во системот. Ви благодарам.